Благодарам многу. Поздрав до сите присутни, поздрави до панелистите, вице-премиерке. Темата е интересна и hot topic, што би се рекло во последниот период, а тоа е назад кон евроатлантската ориентација како стратешка генерацијска определба. Јас морам да почнам со фактот дека Македонија никогаш од своето постоење како независна држава немала дилеми по однос на незините стратешки ориентации, односно ориентацијата кон НАТО и Европската Унија, и тоа е и не случајно бројките се го докажуваат тоа, во смисла дека е прва земја која што го подпиша договорот за стабилизација и асоциација уште во 2001 година, неколку месеци пред Хрватска, која што сега е земја членка, а аплицираше 2004, стана земја кандидат 2005 година, тогаш кога Црна Гора не постоеше како држава, а сега нели има започнато преговори за започнување со Европската Унија. Првата препорака ја доби 2009 година и од тогаш 8 консекутивни позитивни препораки за започнување на преговори за членство во Европската Унија. Да подсетам дека последните две препораки се условени препораки, меѓутоа сепак се препораки, односно вкупно 8 препораки се до 2016 година. Меѓутоа, за жал, една од причините, веројатно и статус квото во прогресот кон НАТО и Европската Унија, некако ја дефокусираше земјата од своите цели. И земјата западна во една длабока политичка криза, која што остави последици не само во институциите, остави последици на динамиката на нашиот пат кон Брисел, меѓутоа остави и го оштети на некој начин и угледот на државата пред нашите меѓународни пријатели, и завршивме со последен извештај од Европската комисија во 2016 година, во која што земјата е оценувана како заробена држава и во услови на замрзнати односи со нашите пријатели. А морам да констатирам уште еднаш, тоа го нагласувам секогаш, дека све добро што и се случило на оваа држава во последните 25 години, односно веќе 26 години, е со помош на нашите меѓународни пријатели Брисел, Европска Унија и Соединетите Американски држави. Сега, првата цел на владата беше да ја утврди уште еднаш нашата одлучност по однос на евроатлантските интеграции, кој што пак ќе кажам никогаш не била дилема како стратешка дилема, меѓутоа веројатно статус квото го дефокусира општеството, ги дефокусира политичките елити, меѓутоа ги дефокусира и граѓаните кон целта. Иако задржано е расположението кон ЕУ на ниво на 75, според некои други анкети 80% од граѓаните, меѓутоа сепак има едно опаѓање од претходните 90% од некои претходни анкети, тогаш кога перспективата беше нешто пореална пред десетина години. Така да на некој начин лекцијата што ја научивме од самата криза е дека оваа држава неминовно треба да биде во едно чувство на континуирано движење и на реална перспектива. И дека во моментот кога застанува, во моментот кога на видик не се гледаат реално перспективите, лесно станува вулнерабилна, станува осетлива на надворешни влијанија, вклучувајќи и на глобалните политички и геополитички играчи во светот. Така да, важно беше од превземањето на власта земјата да се врати на својот евроатлантски пат, да се врати имиджот на нашата држава пред нашите меѓународни пријатели, и осмисливме план кој што во основа има две траектории, две патеки. Првата е адресирање на слабостите
кој што ги исфрли на површина самата криза, самиот скандал со прислушувањето, кој што на некој начин најдобро ги покажа кои се слабите алки на системот, иако дел од нив ние ги знаевме преку различните извештаи кои што ги добивавме од Европската комисија, меѓутоа и од различните анализи кои што се правеа во државата, меѓутоа се утврдија точно каде се слабите карики на системот и ние на тоа се фокусиравме кога го направивме планот 369 со фокус на трите основни столба: правосудство, јавна администрација, безбедносни служби, секако не заборавајќи и другите прашања како што се, например, улогата на цивилното општество или медиумите, миграциите, последиците од миграции, мерките што треба да се превземаат и така натаму. Втората патека која што е дел од овој мастер план на владата е затварање на сензитивните политички теми кои што цело време беа пречки на патот кон евроинтеграциите, паралелно со овие системски слабости со кои што сме се соочували. Тоа беа внатрешно политичките прашања во смисла на интеретничките односи и односите со соседите. Можеби во моментот се зема здраво за готово меѓуетничките односи поради одредена релаксација која што се случува во последно време. Меѓутоа да не заборавиме дека меѓуетничките односи се столб на стабилноста и на просперитетот на оваа држава. Од секогаш сме кажували дека патот на Македонија до Брисел поминува низ Охрид, токму заради значењето на Охридскиот рамковен договор. И неслучајно 2005 Македонија беше една од првите држави која што доби статус кандидат заради успешните резултати во имплементирање на рамковниот договор во тој период. И затоа рамковниот договор е дел и од овој мастер план на државата, сметајќи дека иако имаме релаксирани односи, не смееме да го запоставиме, зашто брзо може да биде проблем доколку го запоставиме. И вториот момент од таа втора траекторија е односите со соседите, а тие се познати две прашања, односите со Бугарија и односите со Република Грција по однос на прашањето на името. Резултатите на владата, без намера јас тука да ги оправдувам или да се обидам да ги промовирам, бидејќи мојата улога во владата не е да ги промовирам, туку напротив да критикувам, да бидам стапот врз институциите за да може да ги спроведат реформите. Меѓутоа, реално во услови на ефективни 3 месеци од работењето на владата, бидејќи ги исклучувам 3 месеци од изборите кога беа ограничени капацитетите и на собранието и на другите државни институции да можат да испорачат резултати, реално се постигна многу во делот на двете траектории. И во делот на адресирањето на реформите, во правосудството ја донесовме стратегијата, одобрена од Европската комисија, која што ја утврдува рамката за реформите во наредните 5 години до 2022 година, а од самата стратегија произлегува акционен план со конкретни рокови, со конкретни закони кои што треба да се менуваат или пак донесат. Го донесовме пакетот на закони, односно ги подготвивме пакет на закони за реформа на безбедносните служби, но и стратегијата за реформа на јавна администрација со се акционен план во кој што исто така се предвидуваат конкретни мерки. Во меѓувреме го носиме законот за јазици како дел од втората траекторија, го затворивме прашањето со Бугарија и веќе е создадена клима за решавање на спорот со името. Значи, генерално овој мастер план има субстанцијален напредок само за 3 месеци ефективна работа на владата. Важно е зашто е важно сега да се испорача. Генерално морам да кажам дека имаме некој неформален договор со Европската Унија, а тоа е if you deliver, we will deliver. Испорачајте вие и ние ќе вратиме на тоа позитивно. Тоа е водилка, премиса која што нас не води како влада. А ова е историскиот моментум. Јас кажав и во една прилика, во овие 25 години, мислам, мој впечаток е дека не сме имале поважна година од 2018 година. И ниту ќе имаме поважна година во скорешен период. Заради многу околности. Заради контекстот внатре во државата и отварањето на новото поглавје на една прореформска влада, заради контекстот во регионот, заради контекстот во Европската Унија кој што се рефокусира на Западниот Балкан. И тука го спомнувам секогаш Берлинскиот процес како иницијатива на канцеларката Меркел, го спомнувам ставот на претседателот Макрон
во однос на проширувањето, или пак најважниот говорот на претседателот Јункер во однос на најавата за стратегијата за проширување во февруари. Значи еден комплетен рефокус на Европската Унија и покрај внатрешните предизвици со кои се соочува, вклучувајќи Брекзит, вклучувајќи миграции, вклучувајќи тероризам, вклучувајќи ги другите прашања со кои се соочува внатре Европската Унија. Меѓутоа, друг момент зашто 2018 е важна, прво затоа што 2019 е изгубена година, сметајќи на изборите во Европскиот парламент, избори во Грција и во Македонија за евентуално решавање на спорот. Меѓутоа, 2018 е година кога со Европската Унија претседаваат две држави од регионот, Бугарија и Австрија, земји кои што се значително про проширувањето и имаат значителен интерес во однос на регионот. Така да можам да се повторам во дело дека ние некако сите карти ги ставаме на 2018, на бугарското и на австриското преседавање. Во првите 6 месеци ќе ја утврдат долгорочната европска перспектива на државата. Во првите 6 месеци од 2018 се случуваат неколку важни моменти. Прво во февруари се случуваат два важни момента. Очекуваме вонреден извештај на Европската комисија во смисла на отргнување на условеноста од последната препорака и ја очекуваме стратегијата најавена од претседателот Јункер за проширување. Стратегија која што е најавена како кредибилна стратегија за проширување на Западен Балкан 2025 со акцент на Србија и на Црна Гора. Се разбира, морам да бидам искрен дека кај нас предизвика вознемирување зошто е спомната само Србија, не зошто е спомната, бидејќи ние сме про и ги охрабруваме проширувањето и со Србија и Црна Гора, меѓутоа зошто не сме спомнати ние, меѓутоа во интензивните контакти и координација што ја имавме со Европската Унија, вклучувајќи минатата недела со премиерот Заев и со претседателот на Европската комисија Јункер, е дека стратегијата се однесува на целиот Западен Балкан, меѓутоа спомната е Србија и Црна Гора заради тоа што тие се единствените земји кои што преговараат во моментот. Меѓутоа, нашата крајна цел е ние да се закачиме на таа стратегија во февруари, односно да бидеме дел од таа стратегија која што ќе се објави. Март месец очекуваме предскрининг за поглавието 23 и 24. Ќе бидам искрен во однос на нашите очекувања. Тоа се очекувања на нашите граѓани. Април е редовниот извештај на Европската Унија. Исто така очекуваме еден од најдобрите извештаи во последните 10 години. 17 мај се одржува самитот за проширување на Западен Балкан под претседателство на Бугарија во Софија, каде што очекуваме да се зацементира тоа што во Солун 2003 беше најавено како перспектива на Западниот Балкан за проширување. И се разбира јуни, Советот на Европската Унија, каде што очекуваме започнување на преговори. Значи, едноставно нема алтернатива од започнување преговори 2018. Тоа што го аргументираме пред Европската Унија, дека за нас започнување на преговори значи прашање на живот. За членките на Европската Унија не значи буквално ништо, бидејќи отварање на преговори не значи членство автоматски. Значи, ништо нема да менува за Европската Унија започнување на преговори. Но за нас ќе значи, пак ќе кажам, прашање на живот или смрт. Затоа што очекувањата се подигнати и ако се разочараат очекувањата, енергијата на очекување се трансформира во енергија на фрустрација, која што многу лесно може да се киднапира и да се трансформира во други форми на енергија и да се злоупотреби на било кој начин. Значи, буквално без никаква последица по однос на ЕУ, за Македонија значи комплетно ново поглавје во политичкиот и во општествениот живот. И ние не гледаме друга алтернатива освен започнување на преговори, бидејќи тоа ќе биде страшно за државата. Во делот на НАТО, се разбира, вице-премиерката ќе се фокусира повеќе, меѓутоа и очекувањата и се во тој дел. Така да, не знам какво сум со времето, дали имам уште време да
Зборувам, меѓутоа, тоа се нашите очекувања, а се разбира, ние мора да испорачаме. Тоа што морам да кажам дека премиса водилка уште од почетокот ни беше инклузивноста на процесот. Инклузивност во смисла на вклучување на цивилното општество и во подготвување и во имплементирање на реформскиот план, меѓутоа и вклучувањето на опозицијата. Заради историското значење на моментумот бараме национален консензус. Тоа што баравме само 6 месеци политичките партии да ги замрзнат партиските агенди. Само 6 месеци индивидуите, вклучени во политиката, во општеството, да ги замрзнат индивидуалните амбиции, индивидуалните агенди заради интересот на државата. Буквално ќе ја парафразирам Могерини. Наредните 6 месеци ви поминува еден воз низ Западен Балкан, кој се качи во него во ред. Кој не се качи, тешко дека во скоро време ќе помине таков воз. Така да, било кој што чувствува тронка одговорност во однос на државата и иднината на државата, треба да каже, наредните 6 месеци јас ќе оставам мојата индивидуална, мојата партиска, етничка, било каква агенда на страна, за да можеме да го искористиме овој моментум. Бидејќи ова веќе не е само прашање на европски вредности, ова е прашање на безбедност на државата. Не случаен е терминот дека Западниот Балкан е мекиот стомак на Европа. И затоа интересот на геополитиката за инфилтрирање, за влијание, за креирање на константни латентни кризи со цел регионот да се спречи да стане членка на Европската Унија и на НАТО. Ризиците се големи. Македонија се наоѓа на крстопат геополитички и обично во сообраќајните несреќи се случуваат на крстопат. Ние сме на линија на фронтот меѓу Западот и Истокот и ние ќе бидеме први со кои што ќе се соочиме со било какви предизвици. Така да за нас е прашање на живот и смрт да влеземе од другата страна на фронтот, под чадорот на НАТО и под вредностите кои што ги нуди Европската Унија. Владата е спремна на сите можни чекори, консензуси, за да ги ја постигнеме оваа цел. Бараме да се вклучат сите, и цивилното општество, и политичките партии, и опозицијата, и секој, посебно секој човек да биде дел од оваа историски моментум пред кој што се наоѓаме. Јас сум оптимист, бидејќи не гледам друга алтернатива. Благодарам на вниманието.